Сигнал за итни реформи во здравството. Ова го бараат упатените во оваа област, откако прелиминарните резултати покажаа дека во 10 од 25 пријавени случаи биле направени непотребни кардиохируршки операции и кардиолошки интервенции. Доктор Лили Дрвишова вели дека овие случаи сериозно ја нарушуваат довербата во здравствениот систем. Таа смета дека треба да се направат силни резови во секторот. Тоа го покажувале скандалозните случаи на скопска онкологија и последниот случај со кардиолошките операции. Според неа, пациентите заслужуваат да имаат здравствена заштита 24 часа близу местото на живење, да не мораат да патуваат до Скопје за прегледи и интервенции кои може да се извршат во другите градови и да не бидат предмет на манипулации од лекари кои ја злоупотребуваат дадената Хипократова заклетва. Особено е потребна голема финансиска анализа на секторот, за да се групираат правилно специјалностите по региони за поголема ефикасност. Самиот факт според Дрвишова што населението старе и има поголема потреба од лечење, бара од здравствениот систем подобра организација на работата. Мора да постои здравствен систем во кој што ќе има затворен систем на плаќање. Само така, ако не дава пациентот пари, би можело да нема и злоупотреби. Исто треба да се размисли околу дополнителната дејност на секундарното здравство, бидејќи многу често се случува не се исполнува квотата на прегледи во делот на работното време, а пациентите се закажуваат во дополнителна и дали е тоа така, како порано можело да има да се оперираат колкови се во работно време. Дигитализацијата, односно интегрираниот здравствен систем кој ќе ги регистрира прегледите и интервенциите и во јавното и во приватното здравство, треба да реши дел од проблемите. Кога пациентот би имал единствено здравствено досие, секој лекар ќе има детелен увид во здравствената состојба на пациентот и многу подобро би се поставила диагноза и би се продолжило лечењето. Ако вие се запишете, тој начин на комуникација измеѓу примарно, секундарно, терциерно, кога секој ќе влези ќе види наот од компјутер, наот од магнетна, можете да резонирате и правилно да го водите пациентот каде треба да го патите. Затоа велам да нема злоупотреби, да нема наплати, дополнителни средства, бидејќи она што е ненормално кај настана секојдневие. Интервентната комисија при Министерството за здравство работи од крајот на август, кога беше формирана по обвинувањата на кардиохирургот доктор Сашко Кедев дека без потреба, а заради профит, имало интервенции во приватното здравство. Комисијата одлучила 625 пријавени случаи да бидат препратени во Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи не биле во нивна надлежност. Од останатите 19, кај 10 било утврдено дека се непотребно упатени или непотребно оперирани. По прелиминарниот извештај следува втората фаза во која комисијата заедно со експерти од странство ќе анализира работата на сите институции низ земјава кои вршат кардиоваскуларни интервенции. За сега не се откриваат називите на болниците во кои се направени непотребните стентирања и кардиолошки операции.